Промовиран проектот Нула глад во Штип. Проект на кој општината работи веќе неколку месеци, сега е со реален работен потенцијал, што значи дека социјално најзагрозените ќе може да сметаат на нова помош. Идејата на банката за храна е сите луѓе всушност да дојдат до барем малку од онаа храна што им недостига. Ние сме тука да им помогнеме. Банката за храна Скопје е тука исто така да им помогне. Реков, ова е прва акција, ќе фатиме континуитет веќе од следната недела со сите корисници, имаме комуникација. Организација имаме доста донации од компаниите. За прв пат сме во Штип, благодарејќи на градоначалникот Сашко Николов и Боби и директорката која што подпишува меморандум за соработка. Проектот Нула глад во Штип е најкомплексен социјален проект досега и за почеток предвидува барем еднаш дневно да нахрани 80 лица, кои денес ги добија и првите социјални пакети. Денес се реализираме првата акција за донирање на 80 пакети храна и средства за дезинфекција за 80 социјално ранливи семејства. Ова е прва активност на Банката за храна во Штип, како дел од соработка на општина Штип, солидарниот фонд на општина Штип и Храна за сите Скопје. Сакам да ве информирам дека во иднина најмалку еднаш неделно ќе организираме акции за донирање на храна. Бидејќи се работи за поголема и секојдневна организација, прашањето е како проектот ќе функционира, на кој начин ќе обезбеди храна и како и каде корисниците ќе дојдат до неа. Критериумите, единствен критериум е приматели на социјална помош и лица во социјален ризик. Значи, доста широки се критериумите кај нас. Ние заедно со Центар за социјални грижи за секоја акција правиме проценка кој всушност на кого најмногу му е потребна во тој момент храната и така и ја донираме. Просторот сега привремено се наоѓа овде во населбата 8 ноември на булевар ЈНА 5. Освен досега споменатите, прилог во напорите во Штип да нема гладни, секој граѓанин може да даде и лично, а начинот за тоа е следен. Младите граѓани можат да се вклучат не само да донираат храна, туку и да помогнат во пакувањето на храната, кое што личи дека е едноставно, но не е до дистрибуцијата на храната. Секој граѓанин може да се вклучи. Освен овој проект, веќе неколку години во Штип функционира и народна кујна, во која оброк секојдневно добиваат исто така 80 лица.